Пожарите кај македонски брод се уште се активни, а за нивно гаснење ангажирани се и припадници на армијата на Република Македонија. За пожарите синоќа на седница расправаше и владата на Република Македонија. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски изјави дека пожарот во 20 часот синоќа се уште бил активен во Лутовец и во правец на Сувагора и дека има тенденција да се прошири кон селото Здуње и првите куќи во Требовље. Поради лошиот терен, боровата шума, високите температури и присуството на ветер се појавуваат потешкотии при гаснењето на пожарите. Екипите на АРМ се на терен заедно со останатите лица и тие остануваат се до целосно справување со огнената стихија во сите делови на Република Македонија. Нема повлекување на луѓето, нема повлекување на механизацијата, напротив, само ќе има зголемени интервенции се до целосно запирање на овие пожари. На барање на дирекцијата за заштита и спасување, во гаснењето биле вклучени и 2 хеликоптери на армијата на Република Македонија, а дополнително се активирани и 2 пешадиски вода од 4-тиот баталјон на армијата од Кичево. Таму се наоѓа и командантот на Здружената оперативна команда генерал Милевски. Вкупно има 60 официри и војници на АРМ на терен и се справуваат со гаснење на овие пожари. Тоа што сакаме да потенцираме дека ниту еден од ангажираните луѓе нема да биде повлечен се до целосно згаснување на пожарите на локацијата. Упатуваме апел до граѓаните на Република Македонија да не се шират непотврдени информации во врска со пожарите, бидејќи темата е навистина сензитивна и да се следат информациите кои што пристигаат од државните институции. Поради пожарите, свикан е управувачкиот комитет за координација и управување во системот за управување со кризи, во кој членуваат владините министри за одбрана, внатрешни работи, транспорт и врски и здравство, како и директорот на дирекцијата за заштита и спасување.